Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги темите за вечер. Сите осомничени за настаните од 27 април ќе одговараат за терористичко загрозување на уставниот поредок. Нема да има преквалификација на делото за никого. Се очекува во текот на утрешниот ден да биде поднесено обвинението до надлежниот суд. За случајот Алмир, крвавиот четврток, контроверзниот избор на обвинители. Интервју со државниот обвинител Љубомир Јовески. Νομίζω ότι υπάρχουν και οι πολιτικές προϋποθέσεις τώρα απομένει να βρεθούν οι τεχνικές πια προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε. Сите патишта за законот за јазици водат кон Уставниот суд. Има ли судот капацитет да донесе кредибилна одлука? Мнозинството од суди во овој состав на Уставниот суд на неколку пати во изминатите години не покажа доволно видливост во однос на практикувањето на уставноправната функција. Unë Bashkim Demokratik për Integrim kërkoj të funksionojë shteti ligjor. Ахмети Повикас са ја отвори истрага против лидерот на ДУИ. Во какви околности беше стопиран пописот во 2011-тата? Во Република Македонија се спрема уште еден голем пописен фалсификат. Не нудат ли компрометивни активи процеси? Зошто? И по донесувањето на одлуката за прекинот, целокупниот пописен материјал беше уништен. Се чувствувам малце осамено и напуштено. Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски, луѓето што ги извлекоа прислушуваните разговори од УБК, надвор добиваат награди, а дома се наградени со заборав. Имаме и саботажа. Останете на Алсат со најавените содржини, се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Што и да се случи со законот за јазици, а неизвестноста се уште трае, прашањето ќе стигне пред Уставниот суд, освен ако мнозинството не реши да го чека изборот на нов шеф на државата по една година. Ако темата сепак стигне пред судот, дилемата со која се соочуваме како држава е: има ли капацитет овој состав на уставни суди да донесе кредибилна и непристрасна одлука? Ова е работниот наслов и на прилогот на Александар Димитриевски. Изминува втората недела откако Собранието втор пат го изгласа законот за употреба на јазиците, но тој се уште не е на сила бидејќи се чека потписот од председателот на државата. Ѓорги Иванов не сака да го потпише указот за законот кој два пати помина пред народните избраници затоа што смета дека после неговото првично вето парламентот го изгласал законот спротивно на уставот и на деловникот. Пораката на Талат Џафери и генерално на мнозинството е дека токму Иванов е оној кој што го крши уставот затоа што не сака да потпише закон кој на два пати добил поддршка од повеќе од половината пратеници во законодавниот дом. И додека трае докажувањето за тоа кој е во право, во јавен оптек има неколку идеи како понатаму. Една варијанта е законот да се објави само со подпис на Талат Џафери или спикерот да се потпише два пати, и на неговото место и на местото на Иванов. Таков пример постои во 1997-та кога Тито Петковски како председател на Собранието стави подпис и за тогашниот председател на државата Киро Глигоров, кој во тој момент е на службен пат. Подоцна, Уставниот суд го укина указот. Втората опција презентираше докторандот од правниот факултет во Скопје Денис Прешова. Тој посочи дека една од основните функции на Уставниот суд е да решава за така наречен судирна надлежност, токму како во сегашниот случај. Само на тој начин, според Прешова, може да се прекине спиралата на противуставни постапки поврзани со законот. Третата и најневеројатната опција е Иванов да се премисли и да го потпише законот. По кој пати да се тргне, законот за употреба на јазиците и процедурата во која е донесен ќе завршат пред Уставниот суд. Па чекајте, ама сега за Уставниот суд јас до пред неколку недели слушав квалификации. Најобоенијата институција беше Уставниот суд. Тој истиот сега дали ќе може да се справи со ваков товар? Универзитетската професорка Силјановска не е осамена во резервите. Сличен став пред воопшто да се случи кризата со законот за јазиците имаше и доскорешната уставна судика Наташа Габер. Институционално се разбира дека Уставниот суд постои.
но дали ја врши на вистина онаа задача која што Уставот му ја дава, тоа мислам дека е дискутабилно. Првиот аргумент што не остава простор за многу оптимизам дека Уставниот суд има капацитет на кредибилен и непристрасен начин да носи одлуки во случајот е фактографијата. Кога, по чиј предлог се избрани и како досега се однесували уставните судии во актуелниот состав. 6 од вкупно 9 судии во Уставниот суд се избрани во време на претходната власт на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Останатите тројца ги избра новото мнозинство, но 2 решенија беа предлог на председателот Иванов, а 1 уставен судија е по предлог на мнозинството. Сумирано, поголем дел од судиите во Уставен во моментов се луѓе за чиј избор доверба им дале председателот Иванов или ВМРО, ДПМН. Но датумот и начинот на избор се помал дел од аргументацијата зошто едноставно таков е системот на предлагање и избор на уставни судии. Позначајно во одмерувањето на капацитетите на Уставен да донесе кредибилна одлука е личниот професионален бекграунд на судиите. Што е мојот страв? Како што се во оваа земја е партизирано и политизирано, така и со нашиот Уставен суд. Понатаму, во Уставниот суд не влегувале судии со долги години стаж, со статус на председатели и слично. Влегувале председатели на државни изборни комисии, бивши министри, пратеници, високи државни функционери и така натаму. Дека ова не се лични впечатоци, не е тешко да се провери. Од актуелните 9 уставни судии, тројца биле или на позиции во кабинети на државни функционери или на позиции кои се добиваат со амин на политиката. Двајца од нив се директно поврзани со председателот Иванов, кој пак е засегната страна во случајот. Дарко Костадиновски, кој неодамна беше избран за уставен судија, дојде од позицијата советник за надворешна политика во кабинетот на шефот на државата. Јован Јосифовски, пред да стане уставен судија, беше член и председател на Државната изборна комисија по предлог на ВМРО ДПМН. Неговиот син е актуелен шеф на кабинетот на председателот Иванов. Најновиот уставен судија Насер Ајдари има долга правничка кариера, но последните 5 години беше државен правобранител. Функција што се добива по предлог на министерот за правда, ресор кој изминативе години го држи ДУИ. Актуелната опозиција и председателот Иванов, според досегашното искуство, најверојатно ќе очекуваат поддршка од уште неколку уставни судии. Керка на уставната судика Елена Гошева е Слободанка Гошева-Гиевска, која како председател на пописната комисија го стопира последниот попис. Незиниот сопруг Игор Гиевски исто така има партиска и функционерска кариера поврзана со ВМРО ДПМН. Актуелниот председател на Уставен Никола Ивановски е судијата известител за најбрзо процесуираниот предмет во историјата на Уставниот суд. Станува збор за законот за помилување, што потоа му овозможи на Иванов да ги помилува сите осомничени од СЈО. Таа одлука во 2016-та немаше да помине без поддршката на уште двајца актуелни уставни судии – Владимир Стојановски и Вангелина Маркудова. Единствениот судија од сегашниот состав на Уставен кој тогаш не гласаше според очекувањата на председателот Иванов и ВМРО ДПМН е Сали Мурати. Но и без него, и без разлика на ставот на неодамна избраниот уставен судија по предлог на шефот на државата Осман Кадриу, мнозинството во Уставен се чини јасно дефинирано. Дека мнозинството со својата работа изминативе години не се избори Уставниот суд да биде перципиран како кредибилна институција, е став кој го дели и поранешната уставна и судика во Страсбур Мирјана Лазарова Трајковска. Токму законот за јазици според неа можеби е шанса Уставен да се издигне. Ја прашавме и која од актуелните опции, двоен подпис на Џафери, постапка пред Уставниот суд за судирна надлежност или подпис на Иванов е излез. Најдобро би било председателот да го потпише указот, бидејќи тој веќе не е во делот на неговото право на вето, тој го заврши тој аспект од Уставот, затоа што председателот има право на суспензивно вето, меѓутоа нема право на апсолутно вето и тој не може да го држи заробен законот. Председателот на државата навлегува во надлежност на Уставниот суд, бидејќи повикувањето на неуставност на постапката на носење на законот, на содржината на законот и така натаму, е аспект кој што треба да го цени Уставниот суд на Република Македонија и излез од ова решение ослободувањето на законот, негово објавување, па и председателот на државата може да го оспори пред Уставниот суд и да побара оценка токму на тие аспекти за кои тој сега тврди дека се пречка за тој да го потпише указот.
доколку шефот на државата не се премисли што е за очекување според неговите изјави. Лазарова Трајковска смета дека двоен подпис на Џафери не е опција, бидејќи е подеднакво неуставен чекор како актуелното вето на Иванов. Така, единствена точка на надеж останува постапка за судирна надлежност пред Уставниот суд. Постои можност деловнички според деловникот на Уставниот суд и според надлежноста утврдена со Уставот, тој да одлучува за судирот на надлежности, доколку пристигне таков предмет пред него, тој најпрво утврдувајќи го судирот на надлежностите ќе мора да се произнесе каде, во кој аспект ќе треба после одлуката на Уставниот суд понатамо да се надмине овој, така да кажам, меѓупростор. И за мене една одлука на Уставниот суд поврзана со надлежноста може да оди во насока на надминување на состојбата и со утврдување на неодменливата должност, уставната должност и обврска на председателот во оваа фаза да го потпише законот. Затоа што и придавањето на заклетва, председателот се обврзува дека ќе ги почитува Уставот и законите, а законот за собрание ја утврдува неговата обврска во рок од 7 дена по пристигањето на указот тој да го потпише. Паралелно со исчекувањето на развојот поврзан со законот за јазици, јавноста очекува да види што ќе се случи со преговорите за името. По посетата на шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас на Скопје, а во пресрет на новата преговарачка рунда в петок со посредство на Метјо Нимиц во Виена, портпаролот на грчката влада Димитрис Занакопулос вели дека на двете страни постои политичка волја да се најде решение и дека останува да се побара одговор на некои, како што вели, технички и правни прашања. Еве дел од денешното интервју на Занакопулос за грчкото радио Στοκόκκινο. Πάμε και στις διαπραγματεύσεις, κύριε Τζανακόπουλο, με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θα θέλαμε τη δική σας αίσθηση. Είστε αισιόδοξος με τα μέχρι στιγμής δεδομένα για την επίτευξη συμφωνίας αφενός με την γειτονική χώρα και αφετέρου θεωρείτε ότι είναι εφικτή η διαμόρφωση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στη χώρα μας? Λοιπόν, ως προς το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στα Σκόπια. Νομίζω ότι εκεί οι συζητήσεις έγιναν σε αρκετά καλό κλίμα. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι μένει ακόμα αρκετός δρόμος να γίνει και αρκετή δουλειά να γίνει έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι υπάρχουν και οι πολιτικές προϋποθέσεις. Τώρα απομένει να βρεθούν οι τεχνικές πια προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε. Η πολιτική βούληση είναι δηλωμένη και από τις δύο μεριές. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα τεχνικά ζητήματα νομικά και ζητήματα πραγματικής απόκλησης σε μια σειρά από ζητήματα. Γνωρίζετε ότι η ηγεσία αυτή τη στιγμή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας θέτει κάποια θέματα σε ό,τι αφορά την συνταγματική αναθεώρηση. Από τη δική μας μεριά επιμένουμε στην ανάγκη για την αναθεώρηση του συντάγματος σε ό,τι αφορά και την ονομασία μεταξύ άλλων της γείτονος, διότι αυτό είναι η συνθήκη που απαιτείται έτσι ώστε να ισχύσει η ρήτρα erga omnes. Καταλαβαίνετε ότι το ένα των όλων πρέπει να αφορά και τους γείτονές μας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν συνεχίζονται οι συζητήσεις και ευελπιστώ ότι όσο το δυνατόν συντομότερα θα έχουμε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στο πλαίσιο το οποίο έχει πάρα πολλές φορές περιγραφεί από την ελληνική κυβέρνηση. Σχολιάστηκε, ξέρετε, η αναφορά του Πρωθυπουργού στην ονομασία ως χαριτολόγημα ή εφιολόγημα στο Γκόρνα Μακεδόνια. Έχετε κάποια τοποθέτηση επ' αυτού? Γιατί τουλάχιστον ο αντιπολιτευτικός τύπος το έκανε σημαία. Εντάξει, αυτή τη στιγμή το κύριο δεν είναι η σύνθετη ονομασία. Αυτό έχει αποτελέσει την πολιτική γραμμή της Ελλάδας από το 2008 και μετά. Ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι
ενδεικτικά χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο όνομα. Το σημαντικό, όπως σας είπα, δεν είναι η συνθέτη ονομασία. Το σημαντικό είναι να βρεθεί λύση σε όλα τα υπόλοιπα τεχνικά και πολιτικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Και ως προς την ερώτηση που μου θέσατε προηγουμένως για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν ανησυχώ καθόλου. Νομίζω ότι εφόσον καταλήξουμε σε μια λύση έτσι όπως την έχουμε περιγράψει, δηλαδή μια συνθέτη ονομασία που θα ισχύει έναντι όλων, συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και της γείτονος, και θα ισχύει για όλες τις χρήσεις, νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε μια ευρύτατη κοινοβουλευτική συνένεση. Ги слушнавте изворно најновите оценки на портпаролот на грчката влада. Следува уште една пауза, а по неа ќе гледате. Сите осомничени за настаните од 27 април ќе одговараат за терористичко загрозување на уставниот поредок. Нема да има преквалификација на делото за никого. Се очекува во текот на утрешниот ден да биде поднесено обвинението до надлежниот суд. За случајот Алмир, крвавиот четврток, контроверзниот избор на обвинители, интервју со државниот обвинител Љубомир Јовески. Unë si Bashkim Demokratik për Integrim kërkoj të funksionoj shteti ligjor. Ахмети повика се ја отвори истрага против лидерот на ДУИ. Во какви околности беше стопиран пописот во 2011-тата? Зошто? И по донесувањето на одлуката за прекинот, целокупниот пописен материјал беше уништен. Се чувствувам малце осамено и напуштено. Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски, луѓето што ги извлекоа прислушуваните разговори од УБК, надвор добиваат награди, а дома се наградени со заборав. Продолжуваме со емисијата. Отворањето истрага против лидерот на ДУИ Али Ахмети за стопирањето на пописот во 2011-тата одекна како изненадување. Зашто, како што се оценува, означува ново поглавје во работата на специјалното обвинителство. Може ли овој случај да има влијание на позицијата на Ахмети во партијата и на односите меѓу СДСМ и ДУИ во владината коалиција? Како и во какви околности беше прекинат пописот и што може да се заклучи од тоа? Од Славица Филиповска. Unë si Bashkim Demokratik për Integrim kërkoj të funksionoj shteti ligjor dhe unë kam kërkuar zyrtarisht edhe nga prokuroria e shtetit, edhe nga prokuroria speciale, edhe vetë jam takuar personalisht me Zojen Janevska, ku është hap proces hetimor, duke filluar që nga unë dhe kërkohet pik për pik çdo dokumentacion në të gjitha institucionet e shtetit. Овој повик на Али Ахмети го стигна и лично. Од минатата среда тој и поранешниот коалициски партнер Никола Груевски се осомничени за намерно стопирање на пописот во 2011 година и за нанесена штета на буџетот од 3 милиони евра. Планот бил пописот да се спроведе во април 2011-та, но поради предвремените парламентарни избори е одложен за 6 месеци, за периодот од 1 до 15 октомври. Државната пописна комисија почнува со подготовките, но очигледни се несогласувањата меѓу членовите албанци и македонци во ова тело. Значи, оние граѓани кои се отсутни повеќе од една година од државата нема да се попишат. Законот е дециден, препораките и методологија на Евростат се децидни и јас сум обврзана да работам по нив. Neni 40 më së i qartë ku thot taksativisht po citoj, prantarët të cilët nuk ndodhen në momentin e regjistrimit, të dhënat për to i jep një nga antarët e ngushtë të familjes. Во тој период, за разлика од Груевски кого речиси и да го нема со изјави за пописот, Ахмети се труди да остави впечаток дека за него тоа е важна операција што мора да се спроведе. Unë nuk kam asnjë dilemë që me 1 tetor do filloj regjistrimin, sepse të gjitha përgatitjet janë bërë. Но, 2 дена пред почетокот на пописот, подпредседателот на Државната пописна комисија Абдулменав Беџети дава неотповиклива оставка. По него од комисијата се заменуваат и 4 други членови албанци и 2 турци. Председателката Јаневска се уште е убедена дека попис ќе има и дека подготовките се при крај.
Но само еден ден по оставката на Беџети, сосема неочекувано и таа се повлекува од функцијата, со сериозно предупредување. Сметам и проценувам дека во Република Македонија се спрема уште еден голем пописен фалсификат, кој произлегува од моите досегашни сознанија. Колегите од Државната пописна комисија, од албанската и турската националност или етникум се извинувам, не оставија минимум простор за доверба дека овој процес ќе се одвива така како што треба. Државната пописна комисија со одлука на владата ќе има 5 нови членови. Во новиот состав на пописната комисија, председателското место на Јаневска го зазема Слободанка Гошева-Гиевска, а подпредседател станува Бујар Османи. И пописот почнува. Ако е пара работа, друго, ова не интересира. Хронични болни? Не. Иако тврдењата се дека се тече во најдобар ред, од опозицијата предупредуваат за пропусти за политичка злоупотреба на пописот. Недозволиво е се уште да не бидат во целост формирани пописните тимови, а веќе половина од времето за изведување на пописот помина. Очигледно дека пазарот ВМРО, ДПМН и ДУИ за хашките случаи има нови продолженија. Од тука сите политички злоупотреби на пописот и пописните резултати ќе биде директна одговорност на Груевски и ВМРО ДПМН. Но и покрај прозивките, од Груевски ниту трага. Најприсутен со изјави е подпредседателот на пописната комисија Бујар Османи, кој од една страна е убеден во квалитетот на процесот, но од друга полека влегува во судир со председателката Гошева-Гиевска. Nuk duam që afati regjistrimit kërcënon procesin e realizimit, mendoj që është më me rëndësi që regjistrimi të jetë i suksesshëm se sa ai të realizohet në një kohë të caktuar. Prandaj do të kërkojmë që deri në 15 ditë të prolongohet afati që mundet të krijohet një komoditet ku regjistruesit kanë hapësirë të arrijnë në çdo vendbanim dhe të regjistrojnë çdo qytetar të Maqedonisë. Премногу рано, уште од првиот, вториот или еве и денеска шестиот ден да се преодицира за тоа каков е текот или темпото на пописот. Ne nuk do të lejojmë kompromitimin e këtij procesi, se jemi në vazhdim të përditshëm të gjitha elementeve dhe atyre mëtimta se si po zhvillohen dhe nëse dua t'ju siguroj edhe juve si parti politike dhe institucioneve tjera se në rast se ne do të konstatojmë çfarë do kompromitimi i cili mund t'i devijon rezultatet, ne do të shqyrtojmë të gjitha mundësitë. По овие различни ставови на првите луѓе во пописната комисија, среде процес почнуваат да стегнуваат и индикативни вести од терен. Печалбари во Тетовско се жалат дека македонски попишувачи не ги попишуваат ако не ги видат лично. На половина од временскиот рок предвиден за попис на населението во Македонија се попишани едва 550.000 граѓани. Вечерта на 10 октомври пописната комисија заседава, а утредента во јавноста излегува со соопштение дека поднесуваат колективна оставка и дека пописот е прекинат. Комисијата вели дека не биле исполнети основните услови за продолжување на пописот. На технички прекинатиот попис треба и законски да му се стави крај, а дебатата во собранието е исклучително жешка. Дајте да одговориме пред јавноста на прашањето што се случи и кој го фалсификуваше пописот 2011. Кој е тој што го спречи? Ако продолжи пописот, ќе испаднеше невиден абсурд за Македонија, во Македонија да се попишат и да имаме да изброиме 4 или 5 милиони граѓани. Бидејќи направивте националистичка трка на терен помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН. Да беше тоа така, денеска немаше да го имаме овој закон пред нас. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka bë vrapim nacionalist në asnjë veprim të saj politik nga 2002 e këndej që nga themelimi i saj si parti politike. Во текот на утрешниот ден, кога ќе помине ова законско решение, и јавниот обвинител и истражниот судија да издадат налог за притвор на сите они одговорни во владата на Груевски и на Али Ахмети, кои што не беа способни да спроведат една нормална согласно закон статистичка операција. Парламентот и формално го стопира пописот, а она што тогаш го предвиде пратеникот Мисовски се случи минатата недела. Притвори немаше, но специјалното јавно обвинителство отвори истрага под кодно име Попис, во која има двајца осомничени, Ахмети и Груевски.
Постои основано сомнение дека со цел како владеачка коалиција да го сокријат фактот дека немаат политички капацитет за да организираат реален попис на населението, домакинствата и становите во Република Македонија, како и да ги сокријат неповолните факти за демографската и економската состојба на населението во државата, што резултирало со огромно иселување на работоспособното население од Република Македонија, осомничените помеѓу 10 и 11 октомври 2011 година се договориле да го стопираат пописот на населението, домакинствата и становите во Република Македонија. Целта на Ахмети и Груевски според обвинителката Фетај била да пласираат информации дека причините за пропаднатиот попис се од техничка природа и од некадарност на Државната пописна комисија и на Заводот за статистика. Но Дијана Крстевска, вработена во Државниот завод за статистика и учесничка во пописот во 2011-та, вели дека процесот бил прекинат поради тоа што Заводот бил ставен во опозиција на сервис на политичкото тело Државна пописна комисија. Државниот завод за статистика се јави како улога на исполнување на мисијата на Државната пописна комисија. Вториот елемент е недоволната организацијска подготвеност. Значи дека технички сепак бевте спремни за... Да. Од организацијска гледна точка не. Ви кажав, тие се 4: законот, организацијската поставеност, улогата на Државната пописна комисија, која што ја маргинализираше улогата на заводот и секако политичкото влијание тука. Таа сведочи дека во некои делови од земјава, за 10 дена колку што траеше теренската работа, пописот веќе бил завршен, но и дека наспроти препораките од Евростат, некаде се попишувале лица кои повеќе од една година биле во странство. Сепак, за нас како статистичари, клучните прашања беше зошто и по донесувањето на одлуката за прекинот, целокупниот пописен материјал беше уништен. Значи, за да имате аргументација дека нешто е успешно или неуспешно, вие тоа треба да го обработите, да видите. Па потоа ќе произлезат и сите овие прашања. Меѓутоа, со одлука на собранието, целокупниот материјал од пописот 2011 што беше донесен од терен беше уништен. Зошто пописот бил целосно стопиран, а не само одложен, е еден од елементите што ги истражува и СЈО. Така немало да пропаднат веќе потрошените 3 милиони евра за материјали и други неопходни нешта. Аналитичарот Петар Арсовски смета дека отворањето истрага против Ахмети е нова етапа од функционирањето на СЈО. Секако тој политички значаен чекор, имајќи предвид дека отвара едно поглавје на работата на СЈО која досега беше затворена. Кое можеби дури понатака, ако СЈО премине во траен мандат, како што би требало да биде, можеби ќе се прошири на сегашни функционери и на СДСМ. Тоа ја поставува СЈО на една поздрава правна логика, малку издвоена од политиканството на кое сме научени да гледаме во судските истражните поставки. Ако истрагата за пописот резултира со обвинение, Ахмети ќе ја дополни листата на лидери на партии како Заев, Груевски, Тачи, за кои се водат судски процеси. Но според Арсовски, тоа нема да ја наруши позицијата на Ахмети во ДУИ, каде тој е издигнат на ниво на култ, ниту ќе влијае на односите во владината коалиција. Јас сепак мислам дека коалицијата во моментот не е суштински загрозена, имајќи предвид дека двете партии сакаат да бидат натре и алтернативите на коалицијата се секако полоши. И додека пропаднатиот попис е под истрага, Заводот за статистика се подготвува за нов во 2020-та. Оттаму велат дека лекцијата од 2011-та е оти не смее да се дозволи политичко тело да води статистичка операција. Нема да има преквалификација на делото за ниеден од осомничените за настаните во собранието од 27 април минатата година. Надлежниот јавен обвинител останува на ставот лицата да бидат гонети за делото за кое беа осомничени во текот на истрагата, а тоа е терористичко загрозување на уставниот поредок. Ова е одговорот што го добивме од службата за односи со јавноста на јавното обвинителство, од каде потврдуваат дека наскоро треба да се очекува јавна обвинителска одлука. Овој случај е една од темите во краткото интервју на Александар Димитриевски со државниот обвинител Љубомир Јовески, во кое фокусот е на случајот Алмир. Господин Јовески ни го дават ова интервју непосредно по завршувањето на состанокот на Етичкиот совет во јавното обвинителство на Република Македонија, во однос, меѓу другото, и на забелешките на дел од вашите колеги за преквалификацијата на делото против
прво обвинетиот во случајот познат во јавноста како Алмир. Првично би ве прашал дали има заклучоци кои што може да се споделат со јавноста по ова прашање. Јас не го водам етичкиот совет. Во етичкиот совет членуваат јавни обвинители. Да, точно е дека денес имаше седница етичкиот совет, но резултатите од таа седница не ми се познати, бидејќи со јавните обвинители членови на етичкиот совет непосредно не сум се видел. Дали вие лично се видовте со колегите кои што реагираа и дали вие, така да се изразам, ги испеглавте разликите по ова прашање? Јас не сум се видел со колегите, мислев дека првенствено е нивна обврска тие да се јават кај јавниот обвинител и уверен сум дека во врска со тој настап и оценката на етичкиот совет дека обвинителството ќе заземе соодветни становишта и дека овие разлики ќе се надминат и обвинителството од сето ова ќе испадне уште поцврсто и уште поединствено и ќе работи на линија на законот. Дали протестот, пораките упатени од него, ве предомислуваат или барем ве водат кон тоа уште еднаш да преразгледат одлуката за преквалификација на делото против прво обвинетиот во овој случај? Протестот е уставна категорија и загарантирано право на граѓаните и граѓаните имаат право за одредени прашања да имаат своје мислење, па дури тоа и да го изразуваат на протест. Обвинителството не може да работи под притисоци и јас уште при моето именување точно реков дека ќе се залагам за самостојност на обвинителството и донесување на одлуките во рамките на обвинителството врз основа на закон и устав. И ја користам оваа прилика уште еднаш да изразам сочувство за трагичниот настан до семејството на малиот Алмир и сакам да истакнем дека обвинителството во однос на првичната иницијатива со која пред основниот суд го поднесе обвинението, дека се најде врз основа на доказите кои се обезбедени во конкретниот предмет, да не може да ја докаже умислата на обвинетиот да го изврши тоа кривично дело. Се разбира дека ова преквалификација на новото кривично дело не е по волја на обвинителите, туку се заснова врз основа на доказите и фактите кои се обезбедени во текот на постапката. Во еден од вашите претходни настапи, практично ја обвинивте одбраната дека не реагирала, односно не ги спорела вештачењата, кои што велите сега се клучни за преквалификацијата. Дали останувате на овој став? Може би е погрешен ставот дека сум ја обвинил одбраната. Јас кажав дека главниот претрес е главното рочиште е јавно, на него се изведуваат на доказите и сите учесници, ако имале забелешки врз основа на тоа на кој начин се обезбедени доказите или имаат сомнеш во доказите, имаат сосема легитимно право пред судот и во постапката, бидејќи јавно се изведуваат тие докази, потоа вештите лица кои ги изготвиле вештачењата непосредно се сослушани пред судот и странките можеле во тој дел сите тие забелешки и одредени прашања кои создаваат сомнеш во заклучоците на вештите лица сосема да ги постават во текот на главната расправа и судот да одлучи по нив. Преквалификацијата на кривичното дело не значи дека обвинетиот ќе добие помала казна, бидејќи и тоа дело што му се става на товар на прво обвинетиот е предвидена казна затвор од 20 години. Според тоа не се работи за лесна квалификација на кривичното дело. Од 20 години или најмногу 20 години, извинете? До 20 години затвор. Но имаме разлика во најмалата казна, ако не грешам? Да, има разлика во најмалата казна и всушност диапазонот на пропишаната казна во определени случаи не е многу важен. Важни се околностите што судот ќе ги утврди врз основа на елементите кои влијаат и околностите кои влијаат на изборот и определувањето на казна.
На протестите можевме да видиме еден транспарент со вашиот лик и нацртана црвена точка на лицето која што директно сугерираше на влезна рана од огнено оружје. Би ве прашал за коментар и по оваа слика. Па, како што реков, сметам дека правото на граѓаните да протести е загарантирано право, имаат право на тоа. И јас и покрај тоа што организаторот на протестите не се огради од таквата слика, сметам дека е тоа резултат на поединци и околу тоа не би имал друго што да дода. Ден пред протестот оставка даде министерот за правда. Меѓу другото, најсилен аргумент за таа оставка беше токму случајот со малиот Алмир и практично рече дека не може да поднесе селективна правда, да генерализирам, упатувајќи на обвинителството. Ваш директен коментар за ставот на сега веќе екс-министерот? Дали се согласувате со неговите согледувања, бидејќи тој е член на владата која што ве предложи до собранието? Па, токму тоа, министерот за правда е политичка функција, оставката е исто така политички став на министерот и јас политички одлуки не би било добро да ги коментирам. Добро, каков е вашиот коментар за иницијативата да се формира комисија во собранието исто така за овој случај? Да го оставиме собранието да си работи својата работа. Мене ми е жал што еден трагичен настан се користи во политички цели. Дали вие лично чувствувате притисок од политиката, особено од делот мнозинството кое што и ве избра, да се повлечете од функцијата? Реков дека обвинителството не може да работи под притисок. Јас кога дојдов и во првото моје обраќање беше дека нема да трпам притисоци, дека ќе се залагам обвинителството да работи согласно законот и обвинителите да ги носат одлуките врз основа на доказите и фактите во конкретниот предмет, па според тоа и во конкретниот случај нема да подлегнам на никакви притисоци. Во изминатиот период се разбира актуелен е и случајот со настаните од 27 април. Кога може да очекуваме обвинение за овој случај? Веќе беше објавено дека не делава. Па, обвинение може да се очекува во скоро време и според планирањето, активностите што се планирани во обвинителството, се очекува во текот на утрешниот ден да биде поднесено обвинението до надлежниот суд. Во петокот добивме став од јавното обвинителство на Република Македонија дека надлежниот обвинител во случајот планира сите 36 лица да ги гони за истото дело, како и во истрагата, односно за терористичко загрозување на уставниот поредок. Дали имате докази дека сите 36 лица го сториле ова дело со основано сомнение според вас? Да, обвинителството располага со повеќе докази и тоа утре јавно ќе го соопшти во кој правец и како ќе иде со обвинението за настаните од 27. Значи да повторам, останува истото дело за 36 лица? Да, останува истото кривично дело. Дали тоа значи дека за сите лица имате докази дека биле во комуникација кога го вршеле ова действие? Односно дека се организирани во една единствена група? Ние со обвинението ќе одиме врз основа на доказите со кои располага обвинителството, бидејќи тие докази ни се неопходни во текот на расправата што ќе се води во судот и ќе имате прилика, бидејќи судењата се јавни, да се уверите во тоа што ќе го презентира судот пред основниот суд. Пред некој месец се случи еден широко коментиран избор на јавни обвинители за во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Не би ве прашувал сега за вашето лично мислење околу судирот на интереси, бидејќи и се изјаснивте вие, имаше повеќе изјаснувано околу тоа. Но ме интересира што се случи со предметите кои што ги водеше
една од обвинителките која што не беше избрана за во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, а која што патем водеше предмет против сопругот на една од членките на Советот на јавни обвинители. По тој предмет, како и по другите предмети, се постапува во јавното обвинителство на Република Македонија и бидејќи таа обвинителка впрочем, она и не беше избрана во обвинителството за организиран криминал и корупција, туку неколку пати беше временно упатувана таму. Незините предмети се преземени во работа од други обвинители и според тоа по предметите се постапува. Дали се уште во обвинителството за организиран криминал или? Па сега јас немам увид дали конкретните предмети се во обвинителството за организиран криминал и корупција, но по тие предмети неселективно се постапува, ќе се постапи како и по сите други предмети. Ви благодарам на времето, господин Јовески. Благодарам и вас што ми ја дадовте можност уште еднаш да разговараме за овие прашања. Дури 1/3 од граѓаните на Македонија сметаат дека така наречените свиркачи или укажувачи му носат зло на општеството поради што треба да бидат казнети. Ова поразително сознание за ниското ниво на свесност за улогата на чуварите на демократијата може да биде објаснување за тоа што двајцата свиркачи од УБК, кои ги изнесува илјадниците прислушувани телефонски разговори, Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски, се заборавени и оставени без работа. Тие во петокот во Приштина ја добија годишната награда за укажувачи во Југоисточна Европа, но останува тажното чувство за негрижата на македонското општество за нив. Звукот од автомобилската свирка одекнува силно поради отежнатиот сообраќај во центарот на Приштина. Причина е снегот. На само 100 метри од тука се одржува настан во чест на свиркачите, чии дела одекнуваат силно во одбрана на демократијата. Причина е Меѓународниот ден на свиркачите. Меѓу присутните е Ѓорги Лазаревски од Македонија. Овој поранешен вработен во УБК во улога на свиркач помогна стотици илјади телефонски разговори да стигнат до јавноста, како сведоштво за масовна злоупотреба на пари и моќи од претходната влада. Лазаревски во Приштина беше поканет да ја прими наградата за слобода на говорот од Коалицијата за заштита на укажувачи на Југоисточна Европа и Европскиот центар за правата на укажувачите. Целта ми беше да се обелоденат вакви работи кои што, како што кажавте, имаат извонреден ефект во општеството. А инаку се чувствувам малце осамено и напуштено, но тоа што го чувствувам како допринос за општествената свест и самото поддигање на свеста на народот и слободата која што тој сега ја чувствува, за мене е доволно да бидам, можам да речам, пресреќен. Благодарам во име на Звонко Костовски. Thank you very much. Иста награда доби и Звонко Костовски, колегата на Лазаревски, со кого заедно го документираа масовното прислушување во УБК, но Костовски не присуствуваше на врачувањето. Иако резултатот од нивното свиркање се 20 обвиненија против 100 високи функционери на претходната власт, и двајцата се без работа. Костовски не може да се врати на работното место, ниту да бара одштета, поради тоа што официјално има статус на осудувано лице по признанието, најверојатно изнудено под притисок. Being here without him raises questions in my mind. Why it takes so long for the whistleblowers to get justice and recognition? Why there is a delay in healing the wounds? I would say deliberate delay. What is the problem? Why we are ignored and abandoned? Although I can guess the answers, I am not optimist that I will ever get an official explanation. And this only shows that the system, the society, find it hard to deal with the truth and the people who speak it.
Годинешната награда ја врачи Мурат Мемети од Косово, свиркач кој во 2016-та, како тим лидер на Косовската единица за даночни истраги, ја откри шемата за даночна измама на повеќе од 300 компании. Бил соочен со молк од надлежните, па решил јавно да го обелодени случајот. Обратио сам се тужиоцу, обратио сам и Евлексу и био ту уклучени страни тужиоц и видео сам да е огроман досие и ја не могу за сад да кажем зашто су чутели и ја сам одлучио, веќе реко нима, ја ću izaći na medije, pa imam dokaze, pa će da vidim, neki javnost vidi, razumeš, nek društvo vidi i nemam nikakvu zaštitu, osim zaštitu običnih građana koji nisu kompetentni da daju nikakve sigurnosne usluge, ali obično to me ohrabruje. И во Косово, и во Македонија, актуелно е менување на постоечките закони за укажувачи, зашто според познавачите се свеле на мртво слово на хартија. Oni nisu ni podržani, ni zaštićeni, već su često, ako nisu otpušteni, to jest ako zakon funkcioniše i onda ostanu na svom radnom mestu, oni su premeštani, prosto razne zloupotrebe se događaju protiv njih, tako da regulatorno telo je neophodno za praktikovanje ovog zakona i za njegovu primjenu u stvarnosti, tako da to bi bio prvi neki i osnovni korak ka nekom boljitku i boljoj zaštiti zviždača, to je whistleblower u stvarnosti, da. Пред еден месец, Македонското собрание ги изгласа измените и дополнувањата на законот за укажувачи, базирани на препораките на Венецијанската комисија. Допрецизирана е спорната одредба за можноста судот да го открие идентитетот на свиркачот, без тој да даде дозвола за тоа, со појаснување дека тоа ќе се направи само кога е неопходно, потребно за водење постапка пред надлежен орган. Но познавачите остануваат незадоволни. Smatram da anonimnost treba da ostane pitanje koje je van sudske rasprave, kako bih rekla. Identitet ovih ljudi je bitno zaštititi ne samo zato što su oni posle izloženi različitim vrstama zlostavljanja prosto na radnom mestu i od strane okoline. Mislim da to treba da bude nešto što je zaštićeno. U ostalim državama je, nažalost, slična situacija kao u Makedoniji, tako da to nije dovoljno dobro pokriveno. Американскиот адвокат, основач и член на повеќе организации за заштита на свиркачите, Марк Ворд, е запознаен со македонската регулатива. I don't want to get into critiquing the Macedonian institutions, but if they do not have systems set up to protect the whistleblowers, if the judges don't know what the law is, if the officials don't know what the law is supposed to do and what their roles and responsibilities are, then they should get up to speed and make sure that if there is a big case or even a small case, that the whistleblowers are protected. Пред околу половина година, Ворд заедно со регионалниот центар за соработка со седиште во Сараево го мереше пулсот на општествата од Западен Балкан за свиркачите. Сублемираните податоци ја сместуваат Македонија на дното. Ако балканскиот просек е секој шести, во Македонија секој трет жител смета дека тоа што го прават свиркачите е неприфатливо и треба да се казни. Macedonia, in fact, does have the highest percentage of people who think that whistleblowers should be punished among the 7 countries that we surveyed in Western Balkans. So that's pretty disturbing. We don't know why that is. It might be a matter of the fact that people don't know what whistleblowers are. They think that they're snitches or spies or people ratting on each other or informants. So that's why I think that 2 things need to happen chiefly. One is to inform the citizens what is a public interest whistleblower. Во земја со вакви ставови на граѓаните не треба да изненадува сознанието дека оние што добиваат меѓународни награди за своето дело, дома за награда се напуштени и заборавени. 360 степени во Приштина, Петар Клинчарски.
Овде не е крајот, наред е уште една пауза по која ќе видиме саботажата. Да видиме што подготвил Сречко Поповски за вечерва во својот редовен сатиричен коментар. Ако државната каса треба да се замисли како брашно од кое министрите треба да замесат леб за сите, тогаш беше необходно во трката со времето сите тие да ги подвиткаат ракавите и да се фатат за оклагијата, бидејќи од нив се очекуваше да се придржуваат барем до итните реформски приоритети. Поведовме нови содржини, тоа е надпреварот во брзо сукање. Наместо за ракавите, очигледно е дека голем дел само си ги сукаат мустаките кои задоволно ги мрсат, оти остварувањето на принципиелното ветување за транспарентност, есеир кој завршува во мигот кога незината привлечност нема епилог, таков каков што се очекува за секој што државната каса си ја третира како отворена можност за организирање приватни келепур софри. Државен функционер со државни пари своите пријатели да ги части во скопски кафани. Тие треба право у затвор да. Иту таму не може да се лежи оти покрај огромниот глас за правда и законитост на кој инсистира јавноста. Структурите задолжени за нејзино спроведување, не баре заситени од неа, сервираат мени полно со неправилности и узурпации. Па најавената нафора за причест се повеќе добива вкус на блага пченица, ама не за слава, туку за опела. Јас сакам да кажам едно 5-минутно молчење да одржиме сите, затоа што со ова се погребува цело Министерство за внатрешни работи. Кога веќе се прави список за заминување во вечните ловишта, сепак треба да се има предвид дека претходниците не биле толку големи предприемачи, па ниту за таму нема доволно обезбедени места, па за удобно сместување. Можем се заминува во објект со ексклузивна содржина. Однапред е потребна резервација. За да биде појасно на граѓаните, на денот на примопредавањето на власта наследивме само 6 останати гробни места. Оние пак на кои за среќа не им е судено да заминат, мака мачат со животот. Оти тој може е предвидено да е за сите, ама тоа не важи и за нив. Надежите дека драмата ќе заврши со симнувањето на актерот од политичката сцена се залудни, ако и натаму неговиот наследник, заслепен од светлата, не сака да ги види луѓето од публиката. Имаме и пуштено слики на тоа како се вели тоа Инстаграм, како е, шо е. Одговор назад добиваме кај се наоѓа во улица. Значи сега моментално што гледаме и што гледате вие, ова е 21 улица во 21 век, 21 метро долга. Единствено решение за подобрување на состојбите е аџивизација на државата. Оти тој изгледа бил исклучително експедитивен. И не само тоа, туку оставил доволно мински полиња кои секој суд ке може да ги крева во воздух. Но не за да и помага на политиката да се крие од димот, туку за да ги лови сите што сакале да се офајдат во маглата, која вештачки си ја креирале. Јас мислам дека ваквите димни бомби, специјално од јавно обвинителство ги пушта наменски во периоди кога има посериозни политички теми, како што беше денешната посета на Кодзијас. И на крајот, за тоа колку навистина сериозно се сваќаат политичките теми. Покрај ова, студентите бараат и итен прекин на преговорите за името. Ова зевање сигурно не е рефлексија на здодевност или замор од големите национални прашања. Имам чувство дека и ние на некој начин сме запрашувани. Верувам дека они тој алуминиум го прскаат и тоа едноставно не труе сите нас и поради тоа ние стануваме све по индолентни, све по апатични. Меѓу другото и тоа е. Нема друго. Тоа е. Сите содржини од емисијата се достапни на веб страницата 360stepeni.mk. Може да не следите и на Facebook и Twitter. Благодарам што и вечерва бевте со нас. Се гледаме в петок од 22:30. Пријатно.